Собраниски комисии зад затворени врати. Расправата за клучни закони како што се измените на Законот за државјанство, кој власта го турка со европско знаменце, беше затворена за медиумите поради ковид мерките. Образложението е дека уставната сала каде се одвиваше дебатата била претесна за да ги собере медиумите, а при тоа да се почитуваат мерките за заштита од коронавирусот. Опозицијата повторно алармира. Владеачкото мнозинство го злоупотребува европското знаменце за да протурка закони кои се косат со европските регулативи. Нашите позиции се дека ова собрание треба да биде насочено кон остварување на стратешка цел на Македонија, тоа е полноправно членство во Европската унија. По еден од овие закони, јас гледам флагрантна повреда на европското знаменце, што е недозволиво и моето чувство е како тоа да станува секојдневна пракса во собранието. Кога гледаме желба за дискусија, желба за јавна расправа, желба за поголем број амандмани кои што се суштински голем дел од нив, бајпасот е злоупотребата на европското знаменце. Ние многу лесно можеме да носиме закони и да действуваме спротивно на европските вредности, но потоа се соочуваме со реалноста, а реалноста е извештај како тој на State Department, кој што ни го нотира тоа што ни го нотира во правосудството и администрацијата, и реалноста ќе биде извештај на Европската комисија кој што ќе каже дека ние во собранието сме донеле закон кој што е спротивен на највисоките стандарди на Европската унија. Пратениците и денеска имаа полни раце работа, бидејќи 5 собраниски комисии работеа истовремено. На дневен ред во Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците е и Законот за лични карти, каде БЕСА преку амандмани ја воведува етничката припадност во документите за лична идентификација. Забелешки има од пратениците на левица. Тие за овој предлог закон поднеле околу 1000 амандмани, но се уште не добиле одговор од собраниските служби дали забелешките ќе им бидат прифатени. Законот за лични карти кој е заглавен во собранието остави преку 50.000 граѓани без документи за лична идентификација. За сега останува неизвестно дали и кога сите овие предлог закони чија расправа паралелно тече во собраниските тела ќе го минат филтерот на законодавниот дом. Со оглед на тоа дека извори од парламентот брифираат, тоти пратениците ќе се распуштат на почетокот на август. Ова од друга страна отвора сомнеш дали по дебатата за буџетот која треба да заврши денеска или утре, останатите клучни закони би можеле да минат на брза лента до крајот на неделава, без дебата и јавна расправа како што побара експертската јавност.